Добре дојдовте, драги мои. Започнува уште една нова брза кујна. Дали ги завршивте вашите дневни обврски? Што вкусно вие јадевте? Сигурна сум дека нешто подготвивте по идеја на шеф Бобан и шеф Никола. Ако не е така и досега можеби немате некоја идеја, денес ќе ви понудиме неколку интересни, се надевам, но да видиме најпрвин дали се расположени и подготвени за сето тоа. Шеф Бобан и шеф Никола. Ајде, шефови! Здраво, здраво. 17 часот, време за брза Така е, кујна. Сања, тука сме и ние. Здраво, Сања, здраво, шеф Никола, здраво на сите. Веќе можеби некои преморени се велат, сега веќе 5 часот кој ќе готви, а вие мора да готвите во 17 часот. Па тоа е, ние мораме и сакаме да готвиме, не дека мораме, да. Има ли нешто тоа, например, врска со во какво расположение ќе станете утрово и... Има врска, но нас не е тоа секојдневна работа, така да рутина ни е веќе готвењето. Некако мислам дека еден ден ако не готвиме, дека многу ќе не фали. Нема шанс. Без разлика дали е тоа тука брза кујна, дали е приватно на нашата работа, ние тоа го работиме секојдневно и мислам дека и за викенди, по мене, викенди кога сум дома, кога викам ај малце ќе одморам, но пак ќе фатам нешто да сработам во кујната. Да дозачиниш нешто да направиш. Боби? Да, готвењето ни е страст, љубов, тоа го сакаме, тоа го работиме цел живот. Друго не знам искрено да правам. Кога имам проблем, некој дома ми помага татко ми. Кога треба нешто да се смени, дали е тоа околу електрика, околу водовод, нешто, меѓутоа За готвење не бараш помош. Да, за готвење не. Да, а денес ки имаат помош од нивните асистенти затоа што имаат само 20 минути. Одиме на своите позиции. Ајде. Да, пристигнуваме расположени и подготвени за нешто ново во денешната брза кујна. А подготвени се и нашите денешни асистентки кои што ни пристигнаа од Виница, па верувам дека одлично ќе си поминат во наше друштво денес и ќе го паметат ова гостување во брза кујна. Мајка и ќерка имаме најпрвин во тимот на пиперките покрај шеф Бобан. Ќе ја поканам госпоѓа Драгица. Повелете? Добре ни дојдовте, Драгица. Ви благодариме што сте тука. Господја Драгица, добре дојдовте во брза кујна. Баш ми е драго, повелете, оставете си ја тука турбичката. Одлично. И еве го, надалеку прочуениот манастирски локум, чоколадо и портокал. Леле, Драгица. Тоа е најубавиот Ви се вкус. падна. Уживајте. На здравје, Да. нека ви господја. Тука е, ако сакате уште, Каснете јас си. ќе ве почестам и понатаму, дајте. може, А вие Сања. отворете едно по едно да видиме. Ајде да видиме што вкусно ние денеска ќе подготвиме. Пилешки копанчиња, убави. Колбавчиња. Одлично. Брокула и голема брокула, браво. Две банани. Банани, супер. Оривче. Оривче. Кристал. Бискит. И бисквити. О, шубави намирници, Баш убави господјо. намирници. Ми се Драгица, допаѓа. Искрено, многу убави намирници. тука седете си вие. Тука? Да, да видиме што ќе каже сега шеф Боб. Убави намирници, господи. Копанчиња, како сте погодиле со оривчево на кристал? Најубаво. Денеска ќе имаме убаво главно јадење. Да. Ви благодарам многу. Иван Борис, најпрво ќе почнеме со главното јадење, Сања. Ќе пропржиме во едно тавченце со малку масло за јадење и путер кромитче. Потоа ќе додадеме малку ситна сецкана блитва внатре. Ќе додадеме малку куркума. Ќе го додадеме оривчето, ќе го пропржиме малку оривчето со маслото и на крајот ќе налееме вода. Одозгоре ќе ги додадеме пилешките копанчиња и сето тоа оди во рена да ни се запече. Ќе имаме една одлична тава со ориси копани. Мислам дека денеска ќе имаме одлично главно јадење. А можеме да додадеме неколку цветчиња од брокулата па да бидат уште пошаренко, така зеленко подпечено. Одлично. Тоа ќе ни биде како главно јадење. За пред јадење имаме брокула, така поголема количина на брокула и колбаси. Јас предлагам најпрво да ги пропржиме колбасите на тенки тркалца во една тава со масло за јадење кристал, потоа ќе додадеме од цветот од брокулата. Ќе налееме малку водичка, ќе го издистаме сето тоа убаво да ни омекне малку брокулата, ама не многу, да ни биде сепак на крајот малку крцкаво. Ќе додадеме малку крем за готвење, малку рендангашкаво внатре, ќе направиме убави колбавчиња со брокула, динстани во крем сос. Тоа ќе ни биде како предјадење и десерт, бисквити и банана. Веднаш што ми иде прво на памет е да направиме едни мини палачинки со бисквитите кои што ги имаме и да направиме еден убав крем од банана. Ви се допаѓа таа идеја, господи? Може. Ете така. Може се.
Се може, но дали 20 минути ќе бидат доволни, е тоа ќе дознаеме на самиот крај. Денес во тимот на пиперките, шеф Бобан ја има неговата асистентка Драгица. И тимот на пиперките на својата позиција ќе почека најпрвен да видиме што ќе кажат тимот на доматите, какви јадења таму ќе се подготват во следните 20 минути. А како асистентка на шеф Никола, ќе ја поканам да ја запознаеме господја Билјана. Биле, добре ни дојде. Добро ве најдов. Ти благодариме. И мене исто. Може, мадам, добро Здраво. дојдовте. Повеле да поздравите со шеф Бобан. Дајте ми тоа тука. Ајде, така. Господја Добро Билјана, вечер. добре дојдовте Здраво. во Брза Којна. Добре, Драго ми најдов. што сте тука. Многу ми е мило Повелете и ке мене. шеф Никола ве очекува. Задоволството е наше што сте тука. Еве за почеток ќе ве почестиме и вас со манастирски локум, вкусна чоколада и портокал. Ви благодариме. Омилен. Видете колку е само тазе, се топи. Колку е вкусен. Да. Колку е вкусен, не знам, да видам. Ти не знаеш. Може да вадите вие намирниците. Ајде, господи. Саѓа нека јаде, пошто онако почнат, денешно, нема застанување. мелено. Ајде, мелено месо имаме. Наполитанка, Наполитанки. шунка, Ајде, шунка во црево. 4 киви, Ајде, гледа нека. бабури, 2. Две бабури. И- Има ли уште нешто? Да. И што имаме? Секако. И тортили. Тортили. Убави намирници. Браво, денеска ви од Виница, рековте. Да. Виница од село Градец. Село Градец. Да. Браво. Се допаѓаат намирниците. Чим имаме тортили, можеме да направиме еден куп јадење со нив. Имаме 6 парчиња тука. Ќе направиме два различни начини. Едните ќе ги направиме со шунка, пиперка, малку кашкава ќе ставиме внатре кисела павлака, убаво ќе ги завиткаме и ќе ги подпечеме на скара, а другите три ќе ги направиме со мелено месо, со тоа што меленото месо убаво ќе го зачиниме. Потоа ќе го натапкаме на трите тортили, ќе ги спечеме малку на скара и ќе ги наполниме внатре со кетчап, со кашкава, све ќе ги превиткаме убаво како панцероти едни, така ќе ги сервираме како за главно јадење. Ќе додадеме и пиперче внатре, пошто го имаме. Десерт, имаме киви и наполитанки. А тие се за салата или за десерт? Кој? Кивите. И така се. Камчење. 2 со 2. Ништо, две киви, тоест ќе ги излупиме сите киви, две киви ќе ги ставиме во блендер, заедно со наполитанките ќе направиме едно тесто, со брашно, малку јајце, внатре млеко ќе ставиме, ќе испечеме една убава така дебело пандишпанче, а остатокот од наполитанките и кивите заедно ќе ги ставам да се сварат, ќе ги изблендираме, ќе направиме еден крем каде што на крајот ќе го полиеме целиот тој десерт, ќе го појачаме со малку какао, ќе додадеме течна чоколада, малку ванила, малку цимет, рум, нешто така, да го убиеме ова вкусот на зелениве киви. Ќе да добиеме еден убав сос. А мислам дека се кажав, а? Ништо не може да ги изненади. Имаат решение буквално за секоја понудена намирница. Но да видиме дали 20 минути ќе бидете доволни денес во тимот на доматите кај шеф Никола и неговата асистентка Билјана. 20 минути е времето предвидено, сето искажано на почетокот како идеја да се реализира. А 20 минути започнуваат да течат 3, 2, 1, сега. Ајде, господја Драгица, денес во вашето омилено кулинарско шоу. Да. Не гледате редовно? Да. Од како сте почнали? Од самиот почеток. Да. И тек сега доаѓате во Брза Којна и тоа ми пожелба на Ќерка ми. Билјана, да, секако. Но, освен Билјана, вие сте една богата мајка и Да. баба и прабаба. Да. Сега имате толку голема публика во Виница, пред тебе екраните, ќе поздравиме ли? Па да. Ајде сега, еве ја камерата таму ќе видиме. Е таа таму што светка, ќе и махнеме. На кого? Си ги поздравам моите сите ќерки со фамилиите, зетовци, внуците, највише, И тоа 13 на број. 4 паравнуки и нив многу сакам, што ми се многу мили. Нека се живи и здрави. Сите ги поздравувам. Сите ве гледаат, ве чуваат. Сите роднини и пријатели. Да, сите родни пријатели. Доаѓаат внуците кај баба на гости? Доваѓаат. Бил се тука кај Редовно. нас или?
Сите се во Виница? Имам 3 у селото, ќерки, женени, така да ги спасирам. Тука пасирате си, уживајте си, Да. се што ше Боби себе донал што треба и како треба. Ваше е само по полета да уживате во готвењето со него и да Така му е. украдете некоја идеја. Така Но иако е. сум сигурна дека сте вие одлична домакинка и имате многу идеи. Колку време вие поминувате во кујна дневно? Зависи како ми дојдат внуците, како имам слободно време, паза ги внуците. Но не ви е проблем, сигурно. Не. Нема шанси. Некогаш да ви рекле баба направи ни нешто да сте им рекле не можам? И направи. Нема Никако. шанси. Никогаш не се случило тоа кај ниту една баба. Особено на внуче. Не. Ај на кирките може ќе им кажете Не. направете си Да, сам. да. Ама за правници? Никако. Нека се живи Душички. здрави, само да има да се готви и да се Душички. помага. Да, Ека кромиче за тавата орис мора да има. Че обавезно Така Сања. повеќе ситно и сецкано. Ситно, убаво пропржено со малку путерче, масло за јадење кристал. Вака. Супер. И блитва, рековме ќе додадеш. Малку куркума и блитва, така е. И од брокулата. И од брокулата, така е, Сања. Супер, ќе видиме како ќе изгледува таа орис на крај. Супер, Еве сега супер. како се подготвуваат тортиljите. Да, идеме тој Премачкани едниот су. начин. Кисела павлака, Добра. ставивме одоздола, ставивме малку рендано кашкавалче, ставивме рендана шунка која што имаме, сега ќе додам ситно сецкана пиперка внатре, сето тоа убаво ќе го завиткаме и ќе ги ставиме на скара и потоа ќе почнеме да го подготвуваме месото. А на оваа пиперка што да прави Билјана? Исто и да. Па трнете ги кивите најпрво на страна да ќе треба тесто да го направиме. Ќе размисли за Да, пиперката, не не знам уште знае што што е. ќе прави. Да, оставете ми јас ќе Да. Оп, тука е добре. пиперче. Зачини да ставиме. Орегано, уба и богати. Да. Кога се сето тоа врзе убаво, ќе бидат вкусни тортиљата Билјана. Да, секако. Да. Ваша желба било денес да ни дојдете во Брза Куин. Да, моја Убаво. желба. Зошто Билјана не верувате дека 20 минути се доволно и имате некоја дилема? Се искрено кажете. Да, Верувате за или не? 20 минути не верувах. Не верува Билјана. Не верувах, ама сега да видам. Така си е. Да се осигурам. Па ние дали сме тука за на тие што 20 не минути веруваат. Ќе биде или може нема да биде? Да биде. И чест ми беше. Овие Вас да ве шункава на видам. ситни коцки ќе ги сецкате, ќе ја ставите во тоа бангличко и ќе направиме една крем салат. Еве, денес кога сте тука со нас, рековте сакате да ги запознаете од шефовите. Да запознаеме. Прво них. Иначе јас може да кажа дека работам што Може да правам си како поздравите, што. да си кажете што работите, секако сега сите ве чекаат да ве гледаат. Професионалец нега на стари изнемоштени лица. Браво. И масажер. Ги поздравувам сите мои клиенти, посебно Димитар. Еве таму Има на таа поз- камера. Има поздрав. Ете за до Димитар е најголем поздрав од сите. Имам две прекрасни синчиња. Да се живи и здрави. Ги поздравувам и нив, Тоши и Виктор. Тоши Виктор. Знакот за нив. Еве ги тука. Бескрајна љубов секогаш на мајката кон детата. Ве слушаат ли Тоши и Виктор? Па, слушат да прекрасни деца. Браво, така. Значи, работат заедно, работат. Имат си значи се юни веќе професија. возрастни, Да. професија Едниот е своја. 24, едниот 23 години. Таму се во Градец? Да. Да? Одлично. Цело Градец ќе го поздравиме всушност сега. Сите роднини, колеги, пријатели, сите што ме познава, ги поздравувам. Комшици, имам и една комшика од Германија, Галина. Поздрав и до неа. Утре кафе да свалите да ви раскаже Билјана како ние тука за 20 минути готвиме. Кога ќе си дојде од Германија, секако дека ќе свари. Да. Ето така. А еве го шеф Никола сега прави смесата за вториот начин на подготовка на Така е, за тортиљите. тортиљите. Добре. И таму Одлично, ставете шеф таму. Никола. Туј може и напредува посебно, ако можете, работата. не е Ајде, проблем. шеф. Као салата ќе ни Да видим вака, смеам да видим како изгледа. Смееш како не. 300. Уште едно. Уште едно. Убаво изгледа. Така, супер. Одлично. Ова нека стои таму. Сега ќе додадеме тука јајца. Тавата ориз си крчка, сега сме Ова ќе кај го вратиме палачинките. назад. Ке ни треба да ни се мати. Други драгица палачинки правиме сега, а вие дома мислете моја кога ќе отидете.
Ке бараат и внуци и правнуци. Ќе им направам. Да. Не вие, како кажавме, тешко, а вакви некои нови, модерни јадења, дали вие се обидувате, пробувате или се одите по рецептите? Па зависи како е. Па и од тука гледаме нешто сме научили. Аха, нешто и од тука, еве, тука е кантата до шеф Боби. Значи нешто си се учи од брза кујна, ако со внимание се гледа. Сега ова требаше Боби да додадеме тука и млеко. Сега ќе додадам јас Сања само малку ова може да се брашно. измеша тука, Ќе предпоставувам. го мешам, да. Да си работиме едно по едно. 2 лажици брашно ќе стави господјата. Хајде 2 лажици брашно. Малку прашок за пecivo. Уште една Сања. Уште едно. Ајде. Може, уште една. Ето така, супер. Супер. Овака, сега колбавчево да го исецкам на коцкички ситни. Ова ќе биде пред јадењето, колбас Да, и брокула. Колбас и брокула. Да. Дали тука да блендираме шеф Боби? Ќе блендираме само да земам уште млеко, а многу ќе имаме време Сања. Не се брзаме никад. Не се брзаме да го завршиме ова. Кирките сите ли се одлични домакинки? Да. Сте ги научиле? Да. Да. Готват, прават без проблем се. А вас дали ви се веруваше? Сукат баници. Сукат. Јас научила сум ги. Да? Сукат Баници, господи? да. Браво господи. Баници. И сукат Се ще им правя. Тегнете кори? Сукало. Со сукало. Па и теглење, да. И се тегне. Тебе Боби сакаш повеќе тегнати или сукани кори? Јас сакам сукан. Мајсторијата е да се исука. Убава тенка кори. Така е, да. Друга прилика ќе донесам. Здраве Ќе дојдеме ние до господи. Виница, не е Па проблем. да, па Е. помило ќе не биде, да. Да, Ајде, браво одлично господи. испасирано се. Е, сега јас млекци уште ќе донесам тука. Ето така, Сања иде. Затвори го тоа. Што правиме сега шеф Никола? И со блендерчето. Месата за Да смесата за десертот. десертот. Сега го заборавив. Нема шанса да заборавиме. Ајде, дај ја седи. Ајде. Мислам дека е одлично шеф Добро, Никола. добро. Го видовме, само требаше да се изблендам. Оди во Да подмачка не е на многу тава со дебело, путер. за да го испечеме. Супер, дајте и ова ќе го однесам натака. Оп. До кај сме? Добро. Се е следено. Сега Тоа. тие кивите Добро. ќе ги издрендате, еве ви тука, или ситно ќе ги сецкате и ќе здробите од бисквитите да направиме крем. Ајде. Ајде, Билјана, акција да видиме 20 минути дали ќе ни стасаа денеска. Ќе биде ли доволно? Смесата е подготвена шеф Никола. Да, подготвена И така е ќе ја ставиш сега. сега. Ја ставам сега на тортијите. Нема да идам скроз до крај. Што сакам да ги превиткувам после. Добро. Што ќе им ставам малце кашкавалче и малце кетчуп. Супер. Е, вака ќе ставам и тава, пошто нема да стигнам вака ако чекам на скара само. Добре. Ќе ги изрендаме. А вие готвите ли од брза кујна некои интересни вака предлози што ги гледате? Да, пробуваме секако, па сега и ово да видиме, да пробаме. На лице место, вака кога гледате, друго е кога ќе се дојдете тука, ќе се Точно, мириса. точно. Вкус, мирис, секако. Значи баници сукате вие дома, така разбрав. Да, домашно, леп, баници, се. Се наоѓа Значи, време и домашно. покрај тоа што имате тешка и Да, се напорна наоѓа работа. работа. Па вечер, на пладнина имаме слободно време. Може, кога се сака, се може. Да, Мислам така. дека Сигурно сега многу дека луѓе. Здробете едно-два реда од тие бисквитите. Сигурно многу луѓе познаваат Билјана работејќи ова убава работа и хубава. Денес ќе ја видат во брза кујна, а ние ќе видиме шеф Никола што ќе направи од овие тортији. два реда. Да, убаво здробете. Опа. Нема да ги печам премногу, Да, чисто мислам само ќе си месото одат во ми е рерна. битно, да, пошто кидат во рерна после. Добро, ќе дојдеме да видиме како тоа ќе изгледа. Шеф Боби нешто си бара да се дозачини јадењата. Драгица помага. Што правиш тука нешто интересно со конфлекс? Лукче, солца, биверче уште ми фали Сања. Тука имаме ситно сецкано
колбавче пропржено, цвет од брокула, биберче нека има така малку, сакам да ми е појако, и малку мента ќе ставам внатре. Да ќе ставиш. Ќе омекне сега вака тука кофлепсот Да, внатре? убав ќе биде крцкав коромфлепса, малку ќе подомекне и ќе направиме една убава крем салата. Интерес, никогаш не ми тикнало дека може во салата конфлепс да се стави. Зошто да не се? Ни едно меде не ми дошло никогаш на памет дека така може. Одлично ви биде крцкаво, убаво. Лукче и ментавот имаме одличен вкус. Ако немаме конфликс, можеме ситно лепче нешто да ставиме? Не сам, комплекс треба да имаме. Па еве немам сега дома конфликс, а имам се друго. Браво, бе, господи, вие сте вистинска домакинка. Видиш ту во гицецка. Четерки чувала, 13 внуци. Браво, господи. Леле. Да. Сега убаво ќе си стане кремасто. Ето така, ќе изрендаме качкавалче внатре малку. Ова е готово сања. Кисела павлака, мајонезче. И сега ќе оставиме ова убаво да ни отстои така малку. Да подомекне Да ни конфликс. подомекне конфлексот. Супер, а вие имате 7 минути и 40 секунди и палачинки да ни направите, затоа што внуците многу сакаат палачинки да јадат. Палачинките ни се готови, спремни. Да. Не ви е тешко да застанете на шпоретот и да ги подготвувате. Ние денес еден друг предлог ќе ви дадеме, ако ви се допаднете, и така ќе си правите. Нели? Комшиките сега кога ќе ве гледаат, ќе чекаат да ги викнете на кафе. Обавезно? Да? Да им раскажете како е во Брза кујна. Да. Ето, Јас од почетокот сум така. наш редовен гледач. Да. Супер. Еве ги тортиите. Кратко запечено меленото месо, смесата која што имавме, а сега Ставаме качкавалче по некоја парче, само ќе ги преклопам и ќе ги ставам во рерна. опа, браво. Извини, сега морам да брзам. Макдоналдче се цавте? Да, Ставивте во салатата? да. Одлично. Се завршено. Ова сега иде вака. Не идат во рерна, бе, зашо во рерна? Кога можеме Види, тука тука на ми се. скарат. Одлично, ќе ги гледаме, ќе мирисе Така е, убаво. Сања, пошто Само да редно- не ги заборавиме. Нема. Сега ти дај, не ме пред рака, не ми Јас само зборувай. подсетувам, нели, да не заборавиме. Ти сега и ти, се ја. А тука имаме Ајде, сами кап, види. Ау, браво бе, Сања, бе, каква скара ни купиве, алдан ми ти. па. Што таму имаме Сакам сос. да јадам убаво, како? Сос Сосот кој што ќе ни биде за десертот. Убаво да искрчка тоа да се спои. Ставивме какао, ставивме чоколадо, ставивме внатре киви, као се вика тие Наполитанки. наполитанки, така е. Сега ќе почне да врија, ја да ги извадам, тие ми се готови првите Како тортини. пудинче вака ми изгледа, многу убаво, но ќе видиме на крај како ќе се вклопи со печениот Вие колач. се готови. И еве ги палачинките на шеф Боби Ин. Не, оставете тука слободно. Може вака само да свртите од другата страна ако ви треба за десертот. Ете така, одлично. Ова ми е малку појако. Што правиме сега? Сега бананата, песираниот малку топено чоколадо внатре. Правиме убави интересни. Правиме еден убав прелив сања. Сето ќе го смешаме вака. Убав чоколаден прелив да имаме за палачинките. Тавчето веќе ни се пече, предјадењето ни е веќе готово, двете предјадења. Супер, одлично. Господја Драгица, како се викаат правнуците да ги поздравиме? Тие се главни кај вас и затоа само нив ќе ги споменеме. 4 правнучиња имате. Мери, Мери? Ана. Мери, Ана, поздрав. Чекам. Софија и Лара. И Лара. Најмаленката Ларич. Нека се живи и здрави. Се женско кај вас некако. Да. Ако нека се живи и На здрави. подвед. Така си е. Сите живи и здрави. Убави имиња, убави девојчиња на баба. Ја треба малку да Лепотици. забавикам. Како? Се си е нормално Да, по да, да, телевизија. точно. Да, Помили здравје. да. Цело ли време сте во градец? Од Лески како момичка сум од Лески. Од Лески? Да, од селото сум од Лески. Тоа е блиску до градец? Да. Да. Се сервира и салатата, и палачинките, филот и во едниот тим и во другиот се подготвува. Колку се сочни и убави. Треба малку сега да се олада.
Да, ама немаме време ние за да чекаме да се Да. оладат. Сакам овие крајеви да ги исечам. Само се празни и затоа и брзо се запекува. Супер. Хубаво, најубаво за јадење, знаеш? Билјана, Тоше и Виктор, кога така растеа како деца, ви беа проблематични за храна? Не. Не, значи што од мали си ги научите се што треба. Супер, супер Да? се си за храна, па и сега се добри. Кој е дома главен кај вас во кујна, кажете ми? Нормално јас. Две, а? Да. Да ви се меша некој вака да влезе? Не. Не дозволувате? Не. Па не ни имат желба. Рад сте ви. Ра. Ама некој ако рече ќе дам ќе помогнам, сигурно дека нема да го врати Билјана. Нема секако. помогнете малце. Кој што има желба, значи треба да си... Снашки има ли? Нема баш сега, ама малентио. Кај да е, ќе дојде некој, Да. па ќе помага, дај Боже, нели? Поздрав и до снашката Леонита. Ете така, поздрав за сите. Добро иде? Само нека се живи и здрави. Така си е, да. Ќе биде. Секе си биде. Добро, готово е тоа. Тргнеме на страна. Ајде, господја Драгица. Малку Макдоналдсче. Си имате ли вие башчишка нешто во Да. Винец? Да? Да, работим се. Тука Се реков си мекашко скарваме. валче. Се домашно, значи. Да. Браво. Барем знаете што јадете и си имате секогаш Ренденце свеж. само што да видим. Ренде ти треба? Да. Може сигурно има Кај ки шеф Николче, сигурно. Никола. Две рендиња сега ќе најдем. Ситненко чисто. Ситненко, да. Ако денеска не стасаме за 20 минути, ќе биде затоа што шеф Боби не го гледа рендето дека е зад грб. Леле, А сање. нормално, нема очи на грбот човекот. Да, па и Повели. голем ми е да ти кажам грб. Голем грб имаш. Но добро е, и време немате многу, како и да е, нашите асистентки одлично помогнаа, сега имаат само 2 минути да ја постават трапезата. Драгица и Билјана, напуштете ги шефовите и поставете ја трапезата. Ајде, господја Драгица, прибор салфетки, вино. Исто и Билјана во тимот на доматите, а шеф Никола да ни сервира од се што се подготви денес. Него тавата ориз, Боби, јас ја заборавив, знаеш ли? Да ја дзидам, смеам ли? Смееш? Чекай, мило. Оф, колку убаво изгледа. Мале, многу убаво. Браво. Колачот во тимот на доматите. Фантазија колач. И сега ќе го збогати шеф Никола со еден преубав прелив. Одлично. И мириса убаво, и изгледа се убаво. Фантастични салати предлози во тимот на пипирките и палачинките кои што одлично изгледаат. Истекува последната минута, но Билјана, ќе стасаме ли? Да. За колку минути? Нема ни 20. Нема. Ете, сега кога ќе се вратите во Виница има да раскажувате како овде се готви за 20 минути. Можеше, Боби, повели приливот, ајде да имаме едни убави палачинки, кои што ќе се подготват во Градец, во Виничко. Само да се пробаат и да видиме дали ќе биде доволно се. Шеф Никола и Билјана завршуваат пред да истечат 20 минути. Лека само со две речиња. Внимателно да не се подизгорите, еве тавата ориз. Само тавата. И шеф Боби за до крај имаш, знаеш ли што колку? Уште колку се? 10, Леле. 9, Чекај сега. 8, Полека. 7, 6, Леле. 5, 4, 3, 2, 1. И да, ете. Видовте ли како се готви за 20 минути? Со одлични идеи, фантастична реализација, двата тима завршуваат точно на време. Сега правиме една кратка пауза, потоа се гледаме покрај трапезата. Се враќаме и продолжуваме со брза кујна. Сега спокојно, без брзање, за да се проба се од почеток до крај. Сето она што за 20 минути беше подготвено. Не ни веруваа нашите асистенти на самиот почеток, кажаа дека не им се верува, но сега Билјана? Сега многу ми се верува, да. За 20 минути не верував дека ќе има предјадење, главно јадење, Значи благо. се чудевте како се чудевме стасува. како може толку за 20 минути, 3-4 Јадење. јадење. Еве, А можело. сега, да, верувам и сум уверена дека
Готово. Готово. Господја Драгица, Пред вие? 20 минути. Да, исто е. Немам зборови. Добро, дома кога правите тава орис, колку време ви треба? Сања уште не Па, тава има. може и до 20 минути ја да направам. Може да вие. Како ви рекоте, 13 минути сум пораснала и 4 правници, нека се живи и здрави. Пробаме, па дали е готово и вкусно? Да. Ајде. Нема За проблем. предјадење имаме нова крем салата од брокула, колбаси и корфлекс. Најпрво колбасите ситно сецкани ги ставивме во една тава без масло за јадење, убаво да ни се пропржат. Потоа додававме од цветот од брокулата, кратко. Крајот додававме малку сол и бибер. И тргнавме на страна во една чинија длабока и додадовме внатре 3 лажици корнфлекс, додадовме една лажица мајонез, 2 лажици кисела павлака, сол, бибер, малку лукче во прав. Сето тоа убаво го измешавме и направивме една убава крем салата која што ја сервиравме во еден калап. Од озгора додадовме рендан кашкавал и имаме одлична крем салата за предјадење. Да. Сега господјата ќе ја проба. Видиме дали ќе се допадне. Поведете господјо, дегустирайте, уживете. Нема проблем. Многу убаво. Ви се допаѓа Ептен. господ? На здравје, нека вие. Имаме уште едно предјадење, тоа е динстана брокула со пропржени колбаси. Најпрви колбасите ги пропрживме со малку масло за јадење кристал, потоа додадовме цветот брокула, малку водичка, сето тоа го издинставме и на крајот додадовме неутрална павлака, додадовме малку оригано, додадовме мешан зачин еленка и сервиравме во една чинија со сецкан магнус. Интересна комбинација. Да? Поведете господјо. Дали ова Јас ќе ја се пробав, допадне на одличен Драгица? вкус има. Треба да крцка малку Многу брокулата. убаво. Да, крцка. За зачин дали е се погодено господјо? Се. На здравје нека вие. Тоа беа нашите предјадења за денеска. Да, тимот на пиперките завршија со предјадењата, сега да имаме тимот на доматите исто 2. Не знам на зачини како е, дали сум ја погодил, а мислам дека ставив се. Погодено е, нема што. Така? Супер. Добро. Ајде Супер. после крем салата да кидеме на нашите тортили, едни ролати од тортили направивме, каде што најпрво тортилијата ја премачкавме со кисела павлака, потоа ставивме рендан кашкавал, потоа додавме рендана шунка која што имавме, додавме ситно сецкана пиперка, малку оригано. Сето тоа го свиткавме во ролати, ги ставив малку на скара и потоа веднаш отидов во рерна да се печат. Убаво стана крцкави од надвор, ги пресековме на половина и ги сервиравме со малку кетчап. Многу ми се допаѓа, многу се Богати сочни. се. Богати се, од надвор се запечени, внатре се сочни, почнало да се растопува и кашкавалот. Охо. Господја, повелете, ова јас ќе го земам. Си повелиме. Да, нормално. Сочно, Прекрасно. вкусно. Прекрасно. Знаете, одлична идеја и дома за Тоше и за Виктор, за сите. Секако. Да, ви благодарам. Продолжуваме повторно со тимот на пиперките, каде што за главно јадење денес шеф Боби и Драгица ни подготви една интересна тава со ориз, па дали сега ќе им се допадне, ќе ни кажат. Да, имавме една одлична тава со ориз, денеска Со ориз. направивме малку на поинаков начин. Да, со Додававме копанчиња. внатре малку брокула и куркума. Најпрво им пропрживме во едно тавче ситно сецкана кромитче со малку путер и масло за јадење кристал, потоа додадовме копанчињата и пресековме детивите и ги ставивме на скара да ни се подпечат од двете страни. Во меѓувреме како ни се пропржи кромитчето, додадовме ситно сецкана блитва, додадовме парчиња брокула внатре од цветот, додадовме куркума, го додадовме оризот и наливме со вода. Малку мешан зачин еленка, лукче во прав, и на крајот ги додадовме копанчињата. Сето тоа отиде во рена да ни се запече и имаме одлично главно јадење. Многу ме интересира што ќе каже сега Еве, вака да Драгица видиме. за оривче. Како е сето тоа изнистано, водичката ја нема. Најпрво ќе пресечаме копанчето. Убаво. Изнистано, сочно. Еве вака овде. Малку брокулче, малку брокулче. оризче. Ќе си дувнете претходно, господјо. Внимавајте жешко Нема е. проблем. Дувнете си жешко е. Вака убава мирис. Да, мириса одлично. Со Видам како брокула е не само. сам правила да ти се каже. Да? Со брокула немам пробала.
Сега ќе ви се допадне и ќе си подготвите и вака малку брокола за да го смени вкусот. Брокулата крцка. О, леле шо. Прекрасно. На здравје нека е. На Фала. здравје нека е. На Тоа здравје. беше нешто главно јадење. Да, главното јадење во тимот на пиперките помина одлично, а сега да видиме како во тимот на доматите ова како четврт бурек со месо ми изгледа. Па ајде, не е со четврт бурек, тука е четврт тортилја. Имавме убави 3 тортилји кои што ни остана. Решивме да ги наполниме со една смеса од мелено месо, каде што го зачинивме ситно цецкан кромит, малку лукче, додавме лебни трошки, јајце, мешавина од зачини. Потоа меленото месо го истапкавме на самите тортилји и го испековме на скара и во тава од страната на месото. Потоа ги ставивме на масата, додавме малку кетчап, додавме парчиња кашкавал и ги преклопивме само на половина и ги допекавме од надвор на скара. Ги пресекавме само на половина и ги сервиравме, ништо друго не направивме. Убаво изгледаат, многу се сочни, ми се допаѓаат, од надвор се крцкави. Внатре богати. Господи, уживајте. Благодарам. Што сте направиле вие за главно јадење? Прекрасно јадење. За кратко време, но Кратко, многу ама? вкусно. Кратко, ама сладко. Кратко, ама сладко, да. Да. Одлично. Браво. Благодарам. До сега немаат никаква замерка нашите асистентки. Ајде да видиме сега кога станува збор за десертите, дали можеби ќе најдат некоја мана. Почнуваме со тимот на пиперките. Така е, да. За десерт денеска подготвивме едни палачинки, така повоздушести, малку подебелки со бисквити бисквити, и направивме еден малку убав крем, млекце. крем од банана и бисквити. Најпрви што направивме, бананата ја испасиравме во една чинија, додававме внатре ванилин шеќер, потоа господјата ги стави бисквитите во еден во блендер, ги изблендиравме, половина ги ставивме во бананата, половина ги оставивме во блендерот, додававме внатре во блендерот уште 3 јајца, млеко, додававме малку пециво, 3 лажици брашно, сето тоа убаво го изблендиравме, направивме една убава смеса за палачинки. И ставивме палачинките, ги пековме од двете страни убаво на потивко, така, малку подолго време, за да ни се испечат убаво, да ни станат убаво воздушести. Крајот направивме еден крем од пасираната банана, бисквитите, малку топено чоколадо, додадовме малку сладка павлака и направивме еден убав крем каде што ги свилувавме внатрешноста, така убаво ги наредивме една врз друга и на крајот малку трошки, малку топено чоколадо и имаме Сега ќе да го пробаме. Да. Сега ќе го Сега тој пробаме. убав момент на дегустација. Да. Еве нешто. Затоа е убаво да си асистент во брза кујна. Ево, да видат гледачите каква е внатрешноста. Тортичка. Исто како тортичка, убаво воздушеста. Полна со вкусови. Да. Филунанка тортичка, супер. Господја, повелете. Засладете се и уживајте. Вие го заслуживте тоа. Вредно си работеше, ние Драгица. Така е. Ептен убаво. Ви се допаѓа? Па на Да. вас се ви се допадна, господја? Пробајте и вие. Ви благодарам многу. Одлично, Благодариме. супер. Тимот на пипирките си завршија фантастична работа. Дали ќе најдеме можеби некоја мана во десертот во тимот на доматите? Ајде да видиме. Наполитанки имавте и киви. Тешки можеби намирници. Да, мана може секојаш да се најде, но кое е нешто вкусно е вкусно на вистина. Направивме едно убаво печено пандишпанче од блендирани наполитанки, 2 киви, 2 јајца внатре, млеко, пециво и брашно. Направивме убава густа смеса, ставивме во тава и отиде во рерна. Остатокот на наполитанките и 2 киви ги издробивме во едно тенџерче, додававме малку млеко, ставивме какао и течно чоколадо. Сето тоа убаво го мешавме со дека не се згусна цела таа смеса и не добиеме нешто налик на пудинг, како што кажат, и почна големи меури да испаѓа, од тоа више опасна работа, го трнавме на страна. Сега ќе пробаме да видиме што сме направиле. Име дали е се тоа вкусно заедно. Ајде. Колачот одоздола многу убав, мек. Зема од колачот, ќе зема од овој крем, види каков. Уф, браво. Мадам? Внимавајте само, ќе остане вајде.
Нема кај да бега. Тука е. Немам забавно. Шекер немам додавано многу, не знам дали е сладко само. Многу се? сладко. Да? Да, таман. Добро, добро. А како да Супер. се најде манак Многу на добро. нешто што е навистина убаво подготвено, во кое што е внесено многу љубов и внимание. Иако се 20 минути, навистина се е вкусно. Тоа го потврдија и денешните асистенти, а кој е поуспешен ќе ни кажат колегите зад камерите. Тоа е нивната една од најтешките задачи која што ја имаат, па овој ваучер од Меркур ќе дознаеме кај кого ќе замине. Дали поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и неговата асистентка Билјана? Или пак поуспешни се тимот на пиперките, шеф Бобан и Драгица? Вредносен ваучер од 3000 денари од нашите пријатели Меркурова автокоманда денес заминува во рацете на асистентката од тимот на доматите. Билјана и шеф Никола ги освоја симпатиите кај колегите зад камерите. Ви благодарам многу. Честитки, господја, честитки, честитки. Ево, Ќе си одберете. Да, во Меркур, ако не сте били, ќе си појдете, навистина има се за вашиот дом и градина, ќе се најдете буквално се. И тука се нашите пријатели со подароци за вас, перфето тестенините, број 1 на пазарот, погледнете. Ви благодарам. Кристал маслото за јадење, Еленка зачиното и уште многу други производи кои што секојдневно ги користиме ние во кујната, погледнете. Благодарам. И едно преубаво сладко задоволство наречено манастирски локум. Направено по традиционален рецепт од Берово, има различни вкусови, пробајте си. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Истина вас. Честитки за тимот на доматите, а Фала. благодарности за тимот на пипирките. Фантастичен тим. Шеф Боби и Драгица. За Драгица имаме исто еден подарок со кој што ќе ја испратиме за виница. Повелете да се сеќавате дека ни бевте тука во Брза кујна. Ви благодарам. Така е, господи, подароци од нашите пријатели, перфето, одлични тестенини, број 1 се на пазарот, поверете, господјо. Благодарам. Добро познатото масло за јадење Кристал, зачина теленка и уште многу други производи, поверете. Благодарам. Како што ве дочекавме, така ќе ви испративме со сладко, манастирски локум направен по традиционален рецепт. Ама, живи и здрави. Благодарам што бевте мој асистент. Да се поздравиме. Мило ми Благодарам. беше што бевме тука. Ви благодарам многу за гостувањето. Сите. Да. На сите. Беше ова едно убаво дружење. Благодарност за нашите асистентки што од Виница денес ни пристигнаа во Брза кујна. Видоа дека 20 минути се реалност и вистина. За сите останати кои што не веруваат, ние сме тука, пријавете се и ве очекуваме. Имајте пријатна и убава вечер. Довидување.